Ми доаѓа да се смеам. Познав дека си ти. Добро ми дојде, официјално. Многу отиде ти во медитација. Знаеш како ми се види, како една секунда само ми беше, буквално. Колку време стоевме така? До 15 избројав ја. 15? Да. Значи, јас имам лоша перцепција на времето. Официјално добре ни дојдовте. Ова е најновото понеделничко издание на Урбан Так. Не случајно го започнавме во тишина и со затворени очи, бидејќи на овој начин мојата прва гостинка, која што веќе е како по дома, затоа и немам потреба да ја поканувам посебно од страна. Вкупно 10 дена беше без телефон, без интернет, без било какви медиуми, во тишина и пред се во седечка јога позиција. И сето тоа навистина не знам како изгледа, бидејќи искрено многу страшно звучи. Делува како невозможно да е тоа нешто, ама ти успеа во овој твој нов предизвик. Да. Тоа е интересна медитација е таа, каде што си, како што најави, исто 10 дена, меѓутоа се седи 10 часа на ден, нормално со паузи, меѓутоа 10 часа си во седечка позиција, така да е голем предизвик, затоа што во таа тишина всушност целата ментална бука излегува на површина. И тоа све почва да те чеша, нели? Тоа како изгледа? Значи, буквално вака застануваш и седиш цело време колку часа тоа? 10 часа на ден? Да, 10 часа на ден, да, вкупно. Интересно е што ние многу ретко сме во тишина, во целосна тишина, така луѓето. Да. Многу и од луѓето и се плашат од тишината, затоа што одеднаш кога ќе се најдат во тишина се соочуваат со самите себе. Исто е многу непријатна некојаш тишината ако си обкружен со луѓе, одеднаш тама, нели, никој нема што да каже и ќе почнат. Чудно е. Дури во кафичи, во локали кога ќе излезете, доколку се е тоа тивко, ви е незгодно да зборувате. Нели го имам тоа чувство почувствувано и претпоставам дека може да се поврзе со оваа тема. Да, прекрасно искуство е, на секого ми го препорачувам, познавам луѓе што им веќе и неколку пати биле на такви медитации 10 дена по 10 часа на ден. Им се заарни. Да, Бога ми и мене да ти кажам. Еве од кога сум вратена, колку помина 3 дена, веќе одма почнав на работа и чувствувам дека ми смета галамата, значи се уште не можам да се навикнам, да се стабилизирам. Колку е убаво човек кој ќе ја почувствува тишината. Ја еден момент мислев ме болат ушите од што е толку тивко. Стварно. Се врати и веднаш замина во Охрид. И покрај Охридското езеро најде доволно инспирација за да раскаже за ова искуство. Сакам да го видиме тоа видео и после ќе те допрашам во студио, може? Може, баш. Ајде да видиме што кажа Марина за ова искуство директно од Охрид. Драги луѓе, овој пат денеска е да сум во Охрид, работно, што значи молкот заврши, кјутењето заврши и сега влегуваме во секојдневието, нели, работното секојдневие. Моето искуство од минатите 10 дена поминати во тишина, во молк, во седечка позиција, постојано 10 часа на ден, беше фантастично. Морам да кажам, не е лесно, затоа што токму во тишината се јавува целата наша ментална бука. Моето јогиско искуство, медитацијско искуство до сега, значи го знаеа тоа, дека кога седиме во една позиција, нормално ќе се јават некои физички тегоби, меѓутоа 10-часовното седење, навистина, дојдов до сознание и почувствува вистински како е, дека телото памти се. Значи, излегува на површина од најдлабоката подсвест, она што е запамтено, излегува како сензација во телото. И поентата во животот е всушност да ги пропуштаме и да ги оставаме тие сензации затоа што се минува. Кога ќе седиш толку време во една позиција, одеднаш чувствуваш дека можеш да се ослободиш од тие сензации и да почувствуваш вистинска ментална, физичка, емотивна слобода.
ова искуство му го препорачувам на секој, затоа што дава некоја друга димензија на секојдневното живење и всушност осознавање дека на вистина се е процес, се е минливо, и среќата е минливо, и болката е минлива, меѓутоа единствено нешто со кое што ние вистински се справуваме во животот не е околината, туку сме ние тие самите. Значи како реагираме на околината и дали ќе се предадеме на тие внатрешни сензации кои што потоа прераснуваат во мисли, во стравови, во разни емоции, или ќе останеме смирени. Не е лесно, меѓутоа е голем предизвик и е интересно, навистина тишината носи всушност многу и тишината секако треба да биде слушната. Секој од нас треба повремено да одвојува време вистински да се сврти кон себе си, затоа што е многу лесно да се покаже кон околината, кон другите, меѓутоа вистинската реалност се случува во нашата глава и само ние можеме да ја смениме. Никој друг не може да смени за нас. Секако дека ние читаме книги, дека зборуваме со луѓе, одиме на тренинзи, дека доаѓаме до некакви сознанија, меѓутоа се додека не се помине нешто искуствено, лично во себе, нема промена. Или е таа промена краткорочна. Така да, интересно, се уште треба време да мисля за сите оние емоции, сите оние сознанија на некој начин. Меѓутоа, најважното од сето тоа дека минатото е секогаш присутно во сегашноста, меѓутоа најважен е сегашниот миг. Ние сега и овде се справуваме со она што ни се случува во нас самите, во нашата глава и најважно е таа смиреност да ја најдеме сега и овде, во сегашниот миг. Ви посакувам прекрасен ден и се гледаме наскоро. Има многу настани наскоро кои што ќе ги организирам, така да ќе бидеме во контакт. Чао на сите. Да, ова е она keep in touch, ќе бидеме во контакт, што го кажа Марина. Сега малце подетално ќе те прашам за сите работи, бидејќи навистина ме интересира. Да. 10 дена во тишина и седечка позиција. Како помина првиот ден? Прекрасно, пошто уште еуфоријата. Вау, ова ќе биде супер. Те боли помалку, ама не е толку напорно. Вториот ден исто така имав еуфорија, бидејќи ми беше многу интересно. Така малци посматраш луѓе, имаше околу 100 луѓе. 100 луѓе? Да, на кое место бевте? Во Ресен бевме, во автокампот Крани. Втор пат се одржува во Македонија ова медитација, ова е светска организација, значи постои многу години. Така да имаше гости од Турција, од Словенија, од Хрватска, од Франција, од цела Европа, може да се каже. И е интересно доживување така со сите луѓе непознати, а не можеш да зборуваш. Баш. Да. Чекај сега тоа, како не може да зборуваш? Не, Во тие 10 часа не зборувате? Не, 24/7. Да. 24 часа во текот на ден. Значи вие не зборувавте воопшто? Не. Така да на моменти и да... Сите 10 дена? Да, за 10 дена, да. Добро. И како се запознавте? После на крај, последниот ден, значи во одреден момент, кога завршува последната медитација, може да почне да се зборува, затоа што и за тоа ти треба нели онака време да со луѓето одеднаш бука, одеднаш галама, пријадење, немало, све било во тишина, така да беше многу интересно и секој сакаше да го сподели своето искуство. Така од се се отргнуваш, значи од секаква комуникација. А освен овие 10 часа кои што нели медитиравте, спиеш. Спиеш во превод, другото време како поминуваше? Спиеш, во 4 стануваш. Во 4 сабајле стануваш? Да, во 9:30 завршува се. И тоа што немаш навистина енергија за ништо друго, освен да си легнеш, да одмориш телото, носете. Во превод не било лесно да одмараш. Баш така, ова не така е излегува. Ова е таква ментална активност невидена. Затоа што сите сензации, ние постојано телото ни дава сензации, ние постојано сетилните информации, преку сетилните информации примаме, значи се што ни се случува во околината и тоа покажува некаква сензација на телото, значи ако еве сега ние тебе ти мрда прстот. Значи да, тоа е забележуваш детали. да, некакво движење. Замисли се тоа да не смееш да го правиш.
Значи тоа треба огромен ментален напор да не идеш по автоматски пилот и да го движиш телото. Вака изгледа тоа многу едноставно, меѓутоа тоа се однесува на многу покрупни работи во животот. Затоа што ние постојано реагираме автоматски. Нешто што сме навикнати да го правиме, постојано го повторуваме, а сакаме да ја смениме навиката, така? Не Да. можеш да ја смениш навиката ако прво не смениш тој целиот програм што ти оди преку сетилата, преку телото, па потоа можеш да смениш. Каков предизвик е ова? Да. Дали очекувањата кои што ги имаше се потврдија или беше сосема искуство какво што додека него практицираш, едноставно невозможно е да знаеш? Па видеј, тоа е исто, јас сум читала, сум слушала, има нешто видеа, документарци за оваа медитација, меѓутоа пак ми се потврдува дека ти лично нешто не искусиш, појма немаш. Јас се уште не можам, иако знаев за овој твој предизвик Да. уште пред да заминеш, се уште ми е како нереално. Јас Да. мислев дека само овие 10 часа се вежба и после тоа има дружби, сето тоа. Не. Постојана тишина. Постојана Затоа тишина. ефектот е толку голем. Затоа толку освестуваш све што ти се случува во телото, во мозокот, во главата, емоциите. Мене таква спојка ми се направи на сето она што сум го правила до сега, НЛП-то, коучингот, значи фамилиарните системи. Телото памти се. Се памти Ти телото. беше чудно првите неколку дена? Не затоа што ти викам, стварно ми беше многу интересно. Меѓутоа, шестиот ден ми беше фантастичен. Меѓутоа, исто викат, не треба да се врзуваш ниту за убавите моменти, ниту за лошите, туку само да наблюдуваш. Седмиот ден, Колапс. Седмиот ден беше со наслов издржи. настинав скроз со температура. Стварно. Значи, толку изморено телото, толку изморен организмот, со толку многу работа во изминатиот период, јас навистина се чувствував предозиран. Значи, од се. Така да многу работи ми се случија, многу убави работи, така малку непријатни работи, што толку требаше тоа се да го извини, да го Процесираш? да го процесирам, да го трансформирам, што во седмиот ден телото се побуни на некој начин, има висока температура, херпес ми излезе, кашлав цела ноќ, што не излезе од мене од носот шлајмови, во 8:30 часот навечер се заврши, како ништо да не би. Многу интересно. Ова е како некоја магија, Да. како некое чудо што му се прави на човечкото тело. Да, самите уствари што правиме, затоа што ние не го слушаме телото. Тоа постојано дава сигнали, постојано дава знаци, ама ние одиме, нели, треба ова да направам, треба тоа да направам, не зимаме време за себе доволно. Баш. А имаше ли момент каде што нели мислата ќе ти залута и викаш да не некој ме барал, да не Постојано се случува. телефонот каде беше во Да не сет? со моиве нешто, да не се, не ти го зема телефон. Го зема телефон. Првиот ден. Да. Ти вадиш втор телефон. Значи буквално ви случува. Ништо, ни книга немаш за читање, ни нешто Ни за книга. пишување, ништо. Значи, тотално со сам себе. И во еден момент толку имав потреба да си кажам нешто, така да се оддалечив на кајзерото И си раскажа. Стварно. си запеав. Пошто мене многу ми фали музиката во животот. Аха. Да. Ти сакаш музика, си пееш? Сакам музика. Не само што пеам, ми е убава таа вибрација. И навистина тоа ми фалеше, бидејќи беше толку сетивко, жив човек немаше воопшто таму во Крани. Да. Да. А меѓу другото си меѓу стотина луѓе. Да. Тоа е да. толку голема гужва. Да, и што многу убаво, и пријатно и непријатно се изненадив, значи толку убава природа. Ја такво од звездано небо немам видено од времето кога бев во Африка, пошто немаше струја таму. Значи толку убаво. И викам, ајде ќе прошетам малку во околината и одиш и се гледаш фрлен душек, фрлен фрижидер. Памперс од бебе. Викам, зашто бе така? Ја мислам на друго место, таа природна убавина ќе плаќаш 500 евра за спиење од вечер. Сигурно. Ќе плаќаш влез за Да. дневна посета Да. и ќе чекаш 2 месеци за да Кој стигнеш е да го богатство? посетиш. Меѓутоа, ете, тоа е нивото на свест. Затоа треба луѓето да инвестираат во себе. Ма тоа треба цела
политика да биде, значи да се работи на тоа, на еколошка свест, на секаква свест, емоционална свест. Меѓутоа, кога нема од надвор, мораме самите. Јасно. Сега интересен е моментот што не мораш да имаш практикувано јога или медитација за да учествуваш на оваа 10-дневна работилница, така? Да, нема. Имаше некоја разлика во крајното искуство, различен фидбек од луѓе кои што се веќе влезени во јога процесот и луѓе кои што за прв пат се соочуваат со се и 10 дена треба да кјутат и да бидат со себе? Ова значи нема врска со јога, нема врска со никаква медитација, со никаква религија, со ништо. Значи, буквално само процес на наблюдување на самиот себе. И ова се користи многу во затвори. Значи, луѓето што се затвореници, за да се прочистат себе си, има докази. Значи, научно е докажано дека после излекувањето од оваа медитација, луѓето не прават повторно криминал. Значи, не можеш ти да избегаш од самиот себе си. Ти што нема да правиш после излегувањето од работилницата? Не, многу поинаку ќе размислуваш за секоја твоја постапка и ќе освестиш што твоите постапки навистина прават во околината. Што беше првото нешто што го изговори откако заврши овие 10 дена? Се расплакав. Стварно? Да, затоа што таква емоција имаше кај сите луѓе и многу в момент беше, бидејќи мажите и жените посебно медитира во иста сала, од различни влезови влегувавме и кога заврши сето тоа, видов еден пар кој што се споија повторно после 10 дена што си биле заедно дојдени. Таква убава енергија, викаме, тоа е тоа животот. Чиста љубов, безусловност, ништо. Браво, браво. Ова навистина звучи предизвикувачки. Има ли можност некои што се заинтересирани да учествуваат на вакви работилници? Каде се објавуваат тие работи? Имаат странони, vipassana.org, мислам дека е, нешто така, меѓутоа... Си се пријавуваш? Да, си се пријавуваш. Има се прашања, многу треба се пополнат, бидејќи не може секој да издржи. Сигурно. Ако си лабилен, емотивно, ако си имал некој тежок период, навистина е предизвикувачко. Значи, телото боли. Неверојатно, значи, не можеш ти со крст нозе отворени, мислам, нозе исправен грб. Не е едноставно да седиш. Сета болка, се твој напор од изминатите години, од детството ми излегува спомени што сум паднала со точак, што сум ги заборавила, болка што останала во телото. Свикаш, од каде сега ова? Се е запамтено. Браво. Искрено фасциниран сум од овој момент и претпоставам дека ова ти е едно искуство кое што на никој можен начин не може да се плати на било каков начин. А бесплатно? Бесплатно меѓу другото. Да. 10 дена да знаеш, ова е совршено за Македонија, но не за сите. Волонтерска организација. Браво. Оставаш колку што мислиш дека треба. Меѓутоа нема цена. Нема цена, апсолутно. И затоа викаат, пошто не може ова да се даде цена, самите оставете колку што мислите дека треба да оставите. Одлично, супер. Баш ми е мило. Ова беше искуството на Марина за овие 10 дена на молчење, би рекол. Тоа ни е првата тема и имаме уште еден супер момент со Марина, односно втората тема, а тоа е како да го нацртате своето јас. Може би звучи малку чумно прашањето, но верувајте дека и тоа како има суштина, да не се правам многу паметен, бидејќи Марина е онаа која што суштински тие работи ги прави, е целосно посветена. Како да се нацртаме себе си, како да си го нацртаме своето јас? Многу е важно, и јас размислував, пошто нели ќе правиме таа работилница и еве после ова искуство, многу се прашањата кој сум јас, која сум јас, што е тоа што ме отсликува мене. Секој некако си се доживува на некој начин и баш да нови вака размислувам, викам еве работилницата е нели во четврток, викам ако треба јас да се нацртам себе си, своето јас, што јас ќе нацртам за себе? Ја знаеш дека истото прашање си го поставив пред емисијата? Да. И изгледа немам одговор баш. Не? Мене ми дојде инспирација. Стварно, ќе пробаме сега тоа? Како оди тоа вака? Со тебе секогаш сме спремни за одредени предизвици. Да. Имаме по еден лист хартија. Значи прво што ќе правиме нели на работилницата ќе биде ќе разговараме за тоа како се доживуваш себе си, нели? Како се доживуваш себе си, што е тоа што тебе те карактеризира. Ја обично тренинзите кои ги почнувам, исто луѓето ги прашувам, не ги прашувам што работат.
туку кој си ти? Не знаат да одговорат многу. Тоа е најтешкото прашање. Да, да. Ти како одговараш на тоа прашање? За мене најголема карактеристика е што сум ја љубопитен човек. Поради љубопитноста јас сум тоа што сум денес. Да не сум била љубопитна, нема да бидам ова денес. Интересно. Ја делам таа особина. Да. Да, интересна особина е љубопитноста и некако баш поради неа многу често сум се запрашувал дали јас воопшто би можел од овој тип 10 дена нели Кога ја отсутствие сето можам, тоа. што сум тотално активно и ментално и физички, можеше ти сигурно. Ова Значи, ја не е седам убав мирна. предизвик. Марина, сега се црташ себе си или како? Да, цртам нешто, си го цртам своето јас и мислам дека ова така биде некој можеби очекува дека ја ќе се нацртам себе си, меѓутоа ја цртам нешто сосема друго. Јас веќе дзиркам помалку, сега ќе го покажам. Не знам, не се гледа. Ќе се види само Ете, ете го така. што е ова? Автобусче? Ова е автобус, Леле ќе каже воз. Ова е автобус. Тоа сум јас. Јас се возам и живот. Кога првпат ми гостуваше меѓу првите емисии во Урбан Такс, ми подари автобус и ми кажа дека ова е вашиот живот, а вие сте возачот. Да. И вие сте возачот на вашиот живот. На автобусот? На автобусот. Ја баш размислав на една убава шолја од која што секој ден ќе пијам чај, што би ставила на незе што ме карактеризира мене. Ја би сакала да нацртам еден убав автобус, шарен автобус, така некој интересен автобус, затоа што животот за мене е патување. И со тоа патување одам секаде, сретнувам нови луѓе, нови искуства. Кога сакам можам да се симнам од автобусот ако ми се допаѓа станицата, нели? Да разгледам, да видам и што се случува овде, па пак да си се вратам во автобусот, да продолжам понатака. Значи јас би нацртала на мојата шолја еден прекрасен автобус. Автобус. Сега за да дојдат луѓето до овој момент, ќе има одредени вежби, нели, пред да се стигне до цртањето. Предпоставувам благодарение на тие вежби повеќе ќе ги доближиш до лично нив, така? Да, тоа е поентата. Значи секој онака да си го доживее, да си се доживее себе си, што го отсликува него, значи како карактер, символично, и многу е важно кој е твојот темперамент. Значи, што е тоа што тебе ти е страст во животот, што е тоа што те води. И кога тоа, после си ти за тој дел, пошто ја врска неам од цртање. Тоа ти ке да Одлично го нацрта тоа. Одлично е нацртана. Не е совршено затоа што ја не сум совршена, така да ти тој дел ќе ни го каже, значи техниката на цртањето, меѓутоа тоа што ќе остане, тоа е неверојатно сидро. Се вика, тие се сидра, значи нешто што кога ќе секој ден кога ќе пиеш шолја од чај од него, ќе те потсеќа на тој момент, ќе те потсеќа на целта, на мисијата, на тоа што си ти и секогаш ќе ти дава позитивна енергија. И ќе пиеш чај или кафе со себе. Со себе се Така, ствари. така излегува на крајот денот. Да, баш убаво. Така да тоа е идејата. И мислам дека заедно тоа можеме многу убаво да го направиме. Така. Ниту еден човек не може сам. Апсолутно. Многу е поубаво кога се спојуваме луѓето, кога правим убави работи заедно, затоа што ако чекориш сам, слушаш многу тивки стапки. Замисли кога чекорат 100 луѓе, колку е тоа моќно. Добра споредба. Да. Добра споредба има нешто што те крева дополнително. Да, те мотивира. И што треба да се избориш во таа толпа, нели така му доаѓа. И тоа исто, да. Колку многу сакам вакви убави мотивацијски теми понеделнички кога ќе ни тргне неделата. Да, птен убаво, мислам, колку е едноставно, ја тоа исто на медитацијава открив, колку е све едноставно, колку ние тоа го комплицираме. Само кога би посветиле повеќе внимание, малку повеќе внимание на себе, што прво си правиме себе си и да освестиме што нашето однесување прави во околината, па Македонија би била прекрасна. Нема да фрламе фрижидери и пелени секаде. Баш, нема да ловиме во реките отпад, туку ќе има риби, ќе има живот, нели? Баш ќе има живот. Се сепнав ова ќе ловиме риби, викам сега Сдруженијата за
заштита на животните не реагираат. Да, Знаеш како деликатна тема е веќе и тоа. се е деликатно Да. веќе кај нас, затоа што ние немаме ништо за нешто за што можеме да се фатиме. Се е раздрмано. Кога веќе тргна во таа насока темава, многу ме интересира. Сметаш ли дека кај нас некако многу повеќе еве на социјалните мрежи кои што реално Да. и тоа како се актуелни, па и влијателни ќе кажам, Да. некако многу се потенцираат оние стереотипни работи, негативни работи Да. и само се зголемува таквата негативна енергија. Да. Наспроти сите оние убави нешта кои што паралелно се Да, случуваат. што ќе кај храниш, сите. тоа ќе стане повеќе исто и тоа во себе си. Кои мисли ќе ги храниш, таков ќе ти биде животот. Меѓутоа луѓето многу се занимаваат со туги животи, со туги работи, наместо да тргнат од себе да направат некаква позитивна промена, меѓутоа мора да кажеме дека има движење. Значи има луѓе, еве и ова што се чисти, што се прави, што се оди на водно, не знам колку вреќи се собрани ѓубре минатиот викенд. Значи ја тоа не можам да го разберам. Че одиш на водно, се рекреираш, ја користиш природата и фрлаш влажни марамици и пластични флаши. Јасно. Јасно. Но многу моменти има кои што треба да се коментираат Да. за таму од односот на луѓето до сето тоа, но верувам Не се дека цени. не се цени. Нема колективна свест, а колективната свест треба да ја гради државата. Значи тоа луѓето не се гради колективна свест со не знам со знамиња, со не знам што се прави со конкретни работи. Ти имаш многу искуство позади себе, приватно, професионално, ситуации сакани и несакани. Кога најреално се спозна себе си? Кој период? Оја, уште се трагам. се барам. Никогаш нема да се најдеш, нели? Биде, Како за ви овој кажат? период сум си окей. Ќе видиме понатака. До сега сум таман. Не знаеш ли што се дали се спознаваш себе си? Па да, се чувствувам себе си, мене тоа ми е најважно. Кога јас ке се чувствувам себе си, кој знам што ми е копнежот и како тој копнеж си го задоволувам, не го занемарувам тој копнеж, затоа што единствено нешто потреба на луѓето е да бидат видени и прифатени, ништо друго. Ние ништо друго не бараме. Само да те види некој, да те признае, да ти даде внимание и да бидеш прифатен, всушност да припаѓаш некаде. Баш. Чувството на припадност е најосновна потреба на Супер. луѓето. А ако не си припаѓаш прво сами од себе си, ти цел живот ќе бараш. Како да се припаѓаме самите на себе си? Па ќе си одиш на медитација, Еден од начините кои што помага, така, реално. помага се она што го правиш, што те издигнува тебе, значи нашиот живот е постојано на хоризонтална линија, нели? Цело време секојдневно со преживува. Како лента во фабрика. Така. Така? Да, меѓутоа Ние сме крем банани. И се движиме на лента. на штанца. Сите имаме свој простор. Да. Меѓутоа, толку е важно да се издигнеш вертикално, меѓутоа таа вертикална линија не е само нагоре ќе одам па ќе гледам од друга перспектива од облаци. Не, идеш и длабоко. Длабоко во подсвеста, длабоко во себе, се откриваш себе си, сите своји мани, сите своји негативни работи, за потоа со тоа искуство ти пак продолжиш во хоризонталната линија. Или за жал нешто ќе те се случи, па ќе мораш да погледнеш животот од друга перцепција, меѓутоа не е само ова. Така. Има и многу повеќе. И многу е важно како во таа тријада се снаоѓаш себе си со другите, со ситуациите, со случките. Значи, се е тоа баланс некој мора да има. Марина, ти благодарам многу за Да. гостувањето денес. Навистина ми е мерак што многу тазе ти се случи ова Да. и импресиите се гледа дека уште се и тоа како актуелни, иако не верувам дека ова искуство може да се заборави воопшто. Не. И се гледаме на работилница Да, во четврток, во четврток. во колку бевме? Во 19 19 часот. часот, Да, во центарот има на Facebook е објавено, на НЛП Македонија страната, кај мене, кај тебе објавено, така да кој сака дојдете и нацртајте го своето јас. И после ќе се пофајлиме со шојите кои Да. што ќе ги нацртаме, но многу побитно ќе научиме суштината позади Тоа е. тој цртеж. Се заедно е прекрасно смислен.